Почитувани граѓани, нашата држава влегува во фаза која според експертите е оценета како критична, но и клучна фаза во борбата против коронавирусот. Пред нас е клучен период во кој се очекува пикот на ширењето на вирусот и затоа токму сега е потребна уште поголема одговорност од сите нас. Потребна е максимална посветеност во заштитата на нашето здравје и целосно почитување на мерките и задолженијата од институциите. Владата донесе засилени мерки кои на сила стапуваат веќе од денеска. Забраната за движење започнува од 16 часот и ќе трае до 5 часот наредниот ден. Додека за време на викенди ќе постои целосна забрана за движење. Движењето во групи на јавни места и јавни површини не смее да биде повеќе од 2 луѓе. Покрај ова, секако мораме да продолжиме и со досегашната пракса на социјална дистанца и зголемена лична хигиена. Преку целосно почитување на мерките за заштита даваме личен придонес во спречување на ширењето на коронавирусот. Почитувани граѓани, додека се бориме со здравствените предизвици, истовремено се справуваме и со негативните економски последици од оваа криза. Пакетот економски мерки обезбедува првична помош од 200 милиони евра, која опфаќа 250.000 вработени и 35.000 компании. Државата дава 14.500 денари плата за секој работник во фирмите кои што се погодени од кризата, затоа што секој работник е важен. За граѓаните обезбедуваме сериозни финансиски олеснувања, се одложува наплатата на кредитите, се стопираат извршителите. Паралелно се кратат непродуктивните трошоци, се намалуваат платите на избраните и именуваните функционери и директорите, а членовите во советите на општините и членовите на надзорните и управните одбори нема да земаат надоместок се додека трае кризата. Со мерките и политиките што ги спроведовме во изминативе 2,5 години, создадовме систем кој работи во функција на граѓаните. Сите кои сте погодени од кризата имајте во предвид дека државата е тука за вас и таа ќе ви помогне. Нема да дозволиме ниту еден граѓанин да остане без приход. Во духот на солидарноста помагаме на сите подеднакво. Почитувани граѓани, само со заеднички сили, со заеднички придонес и допринос од сите ќе добиеме и оваа борба против последиците од коронавирусот. Затоа да продолжиме одговорно и посветено да се грижиме за нашето здравје и меѓусебно да си помагаме. Ви благодарам.